Набавка на специјално возило за превоз на комунален отпад е приоритетниот проект во рамките на проектот Унапредување на општинско владење, кој ќе обезбеди средства во висина од 26.000 евра. Ние како општина аплициравме со 3 проекти, од кои што од страна на UNDP беше одобрен еден од проектите, а тоа е купување на возило за смет, мало возило, кој што ќе се користи за потесните улици и сокаци во нашата општина. Во набавката на ново возило се гледа и како нова шанса за затворање на депонијата во село Истивања, рече советникот Дарко Јангелов. Советниците со едногласна подршка на овој грант, а без дополнителни дискусии, се донесе и одлуката за престанок со работа на депонијата Исток. Наместо на времено користење, објектот на улицата Маршал Тито ќе се даде на трајно користење на Центарот за социјални работи со обврска општината да ги плаќа сметките за вода и струја. Финансиското работење на јавното комунално претпријатие Солидарност на отчет пред советниците. Дискусиите по бумеранг се враќаат на релација власт-опозиција. Претпријатието се пофали дека за прв пат ќе исплаќа К15 на вработените, а опозицијата го критикуваше за партиски вработувања и за зголемени трошоци за плата, а директорот Игорчо Христов со аргументи дека наследил долгови од 15 милиони денари од претходното раководство, а за една година успеал да врати 1 милион денари. Во програмата за чистење улици и патишта, дискусиите се судрија околу чистење и зимско одржување на патот Скараница Блатец. Никој не кажа точно кој треба да го чисти снегот, туку дали Солидарност или претпријатието во Блатец Кале. Сериозна е ситуацијата со водата во село Градец, чии анализи веќе подолг период покажуваат лоши резултати. Во прашање е повторно неажурноста на местното население, но и дефект на кој се работи. По барање на општинската организација на Црвен крст Виница, советниците дадоа зелено светло за ослободување на оваа хуманитарна организација од плаќање надомест за легализација и утврдување правен статус на објектот во кој функционира. Во пресрет на новогодишните празници, советниците го одобрија предлогот за издвојување на 200.000 денари за новогодишни украси во градот и населените места. На седницата беа разгледани повеќе барања за утврдување правен статус на нелегално изградени објекти, а исто одобрени и повеќе барања за помош за лекување на нашите граѓани.